Здраво, дечки, добра вечер, бонасера. Јак шамлар. Како сте ми? Се надам дека сте многу добро. Денеска на настанува Брейнстер. Ајде нормално ќе зборам. Јас сум Теона Сима. Може ме знаете како The Language Blondie, ако сте виделе некој видео на мојот профил. И сакам да ви посакам топло добре дојде на денешниот настан од креативност до кариера, втор поред, организиран од Брейнстер. И за жал не можам да бидам со вас денеска во лабораториум, ама го имам задоволството да ги најавам денешните говорници. Го имаме Young Daddy, кој што е музичар, артист, кој што својата пасија кон музиката и маркетингот успешно ги спојува во едно. Матеа Драгшик, девојка со пасија за дизајн, која изгради моден бренд, но и личен бренд и моментално е студент на Академијата за дигитален маркетинг. Majestic, Александра Трпеска, маркетер, инфлуенсер со 10 годишно искуство во областа на Digital Content Creation и алумни на Брейнстер Академијата за дигитален маркетинг. Никола Соколов, инфлуенсерс клуб партнер, компанија што досега има вработено 7 Брейнстер студенти. И Иван Неделковски, успешен предприемач, но и креатор на подкастот Како да успееш од Македонија. И сега сите овие говорници оваа вечер имаат своја порака што ќе ви ја споделат во текот на вечерта, ама пред тоа да се случи би сакала јас да ја споделам мојата. Настанов е од креативност до кариера и претпоставам дека сте тука заради тоа што сакате да слушнете како и вие би можеле со вашата креативност да дојдете до кариера. И јас може не сум истинскиот човек да збори на тема кариера, зашто јас мојот профил го гледам само како занимација, како хоби, заради тоа што таа ми беше намерата. Јас воопшто не бев активна на Инстаграм во последниве неколку години и кога знаев минатото лето дека ќе бидам цело лето слободна, ми дојде идеја да си почнам некој профил. Нит знаев за инфлуенсерство, нешто за инфлуенсери, за digital content creation. Значи, идејата ми беше само да си почнам профил, да си смислам име, да си направам лого и да си правам видеа што мене ќе ми бидат интересни, и јас да си учам јазици, да давам совети и тоа толку да заврши кога ќе ми почне семестарот после во септември. Ќе се вратам на факултет и тоа ќе беше тоа. И дури да знаев дека ќе ме снајде тој успех што ме снајде со профилот, може немаше да имам храброст да го почнам и да бидат видеата такви какви што беа. Ама заради тоа што ето очигледно тоа функционира, сакам да ви кажам дека ако и вие сакате да почнете ваш профил, дека тоа треба да го правите со позитивна енергија и со љубов, дека најверојатно тоа функционира. Јас само тоа го знам, да бидам своја, да бидам искрена, и да бидам храбра, зашто секој пат сега ми треба храброст пред да постирам видео, зашто порано не ги мислев многу работите кој ќе гледа. Мислев дека никој нема да гледа, значи мислев дека тие видеа ќе ги гледаат само моите другарки, евентуално некој ако ме заследи, евентуално ако имам среќа да имам, не знам, 500 followers до крај на летото. Не беа целта воопшто следбениците. И да, кога не мислев кој гледа и кој што ќе каже, нели, дека воопшто ќе бидат толку гледани тие видеа, тогаш си бев слободна, опуштена, своја и се ставав, нели, такви природни видеа. И сега морам да продолжам такви природни видеа да ставам, а сега морам да се викам, леле. Ова ги има многу views, ова го гледаат луѓе, леле, да постирам, да не постирам. Ај не можам, не ќам. Така да, ќе ви треба многу храброст. Ама може ако случајно ви е проблем и ве спречува туѓото мислење, тогаш може ќе ви помогне афирмацијата дека и да сте најубавата и најслатката крушка на цел свет, секогаш ќе има некој што не сака круши едноставно и тоа е тоа. Така да бидете си вие најслатка крушка и не ги мислете тие што не сакаат круши. Правете го тоа што срцето ви кажува дека треба да го правите, бидете храбри, бидете своји. И ако стварно сакате да почнете нешто, тогаш не треба да има сила на светов што може да ве спречи. Тоа е мојата порака. Уживајте во остатокот од настанот и сега ја повикувам Ања, ајде, ела на сцена да ги споделиш вестите за Брейнстер и уживајте во настанот. Се гледаме во нека друга прилика. Чао, ве гушкаме бакну.
Добро, Теона ме повика, така да морам да се представам. Здраво на сите, добре дојдовте на вториот настан од креативност до кариера. Нема да ви биде Теона хост, повторно сум јас, Ања, CMO на Brainster и Brainster Next. Нема да одземам време да ги представувам гостите, но како што спомнав и првиот настан, ќе ги искористам овие настани, освен за неформална дружба и за некакво споделување на информации, milestones од нашата Brainster заедница. Така што како прва информација која што денеска би сакала да ви ја споделам е кампањата нова на Brainster. Brainster број 1, образование што вработува, и би сакала да се заблагодарам на Partnerships тимот. Најчесто е тука лево од мене и сега ми е чудно ги нема. За последната бројка е веќе. 2136 вработени студенти. Ова е бројка од минатата недела и секоја недела таа бројка се зголемува. Така што би сакала да им честитам на сите студенти, ова го постигнаа со нивниот труд, мотивација и постојана и напорна работа, и секако со помошта на нашите партнери, компании кои што се секогаш тука да не поддржат. Вториот майлстоун кој што сакам да го споделам и сме многу горди на тоа се студентите од Академијата за UX UI дизајн. Нивните дизајни за реалните проекти на нашите партнери се изложени тука од лева страна, така што по настанот ве поканувам да ги разгледате. Маја, и твојот дизајн е тука, за тоа се смешкаш. И третата работа која што би сакала да ви ја споделам, и многу сум возбудена за тоа, и повторно благодарам на Partnerships тимот за оваа можност. Денеска, само на овој евент, ќе доделиме 10 ваучери во вредност од 1000 евра со работка со нашите партнери само за креативните академии. Академија за UX, Академија за маркетинг, дизајн и фронтенд. Значи, доделуваме само 10 ваучери и за да бидеме фер, ќе го користиме принципот прв дојден, прв услужен, така што со скенирање на QR кодот или кога ќе ги видите нашите Student Admission Team на вратата, може да аплицирате и утре транспарентно ќе споделиме кои ќе ги добијат овие ваучери од учесниците денес, од гостите денес. Да не одземам повеќе време, мислам дека можеме да почнеме со сите говори. Прва говорничка за денес ќе биде Матеа. Така што, Матеа, веќе доби добра најава, може да одиме со тебе. Работи, добро. Здраво, дечки, јас сум Матеа. Ви благодарам што ме поканивте да бидам дел на овој интересен настан. Тука сум да го представам мојот бизнис кој го носи името МДРГСЦ. Производството на текстил ни е фамилиарен бизнис. Имаме земено прво место награда во 2004 година. Секогаш сум си креирала облека сама за секакви настани, бидејќи никогаш не сум можела да најдам тоа што го сакам. Воглавно започнав со бизнисот кога постирав една слика на одмор, ме сликаше дечко ми, го малтретирам цел живот да ме слика, а ме сликаше он, ми го прави цел контент, да го пофалам, го малтретирам. Тогаш постирав еден пост со еден интересен сет за на плажа и многу девојки ми пиша, се јави огромна заинтересираност за сетот и приметив дека фали нешто такво на пазарот, и тоа беше моментот кога се одлучив да го отворам бизнисот. И еве, постоиме неполно 2 години, имаме достигнато огромен успех до сега, многу сум горда на тоа. Ја отвори филмата во Лондон, во Англија пред 1 година, со цел да го пренасочам бизнисот натаму. Секоја парче кој го изработуваме е по мерка, тоа е некоја наша предност. Пробувам да ги следам сите трендови на социјалните мрежи, на Инстаграм, на Пинтерест, земам инспирација од сите модни инфлуенсери, за да можам да го пренасочам тоа нели во бизнисот, да можете да си најдете што сакате, што се носи моментално кај нас во МДРГСЦ.
Маркетингот си го водам сама. Моментално сум на Академија на Brainster за дигитален маркетинг. Премногу сум задоволна, на сите ви препорачувам. Многу ми помогна во бизнисот. Низ целиот процес имав одличен ментор, таа е мајка ми, која ме научи се поврзано со оваа работа. Го имав оној страв, кога почнував, го имав оној страв дека нема да успеам, но мислам дека е нормално да се има тој страв и мислам дека не треба да ве води во животот. И доколку имате идеја за бизнис, треба да вложите само многу љубов и многу труд и верувам дека на сите ќе ви успее. И тоа. Еве ги инструкторите се позади. Виктор Марачо. Најдобрите инструктори. Фала ти, Матеа. Никола, може мајкот кај тебе. Нямаме Q&A. На крајот е Q&A. На крајот е Q&A. Океј. Здраво на сите, Никола. Ја не сум инфлуенсер, CEO на Influencers Club сум, ама не сум инфлуенсер. Тука сум да зборам малце, за разлика од друштво, тука сум да зборам малце за бизнис страната на креаторите. Со оглед на тоа што имав презентација некоја со графици што идат нагоре. Кога да зборам, да знаете, има графици што идат нагоре. Influencers Club е компанија од Македонија, ја почнавме со брат ми пред едно 4 години, би кажал. Комплетно bootstrap и сам мислам дека, пошто нема презентација, се барам водата. Има. Океј, тоа не е мојата презентација, да ви кажам приказа за како почнува и зашто мислам дека content creationот, контент креаторите или инфлуенсерите, сега поново ги викаме контент креатори, се тука да останат. Пред да почнем компанијата, работев во Сан Франциско, он е нов, некако 3,5 години идев натака, се враќав тука, идев натака, се враќав тука. И цело време дека го правев тоа, имавме нешто што продававме на брат ми на инфлуенсери. И едно од работите што ги видовме беше како, океј, луѓево, ова беше 2016, луѓево како што проаѓа времето, така се поголем аудиенс има и светот се поише и поише иде кон вниманието, усвари, се поише потрошено на social, отколку на било кои други канали. И кога ќе видите тоа, сваќате дека светот нема шанси да биде ист, и тука идејата и прашањето за нас беше како и што е можноста за нас во овој свет што мислиме дека следи. Идејата за нас беше дека мислам на почеток не беше како огромна идеја, но идејата беше дека ќе им даме на бизниси да стигнат до контент креаторите со кои што сакаат да соработуваат или да им помогнат. Тоа значи дека ние бевме 2016, беше негде може би stage 2, ама ја би кажал, би го поделил целиот дел од content creation светот на 3 дела. Прво почна со сите правеа видеа и правеа постови на Instagram и ги растеа Instagram и YouTube и TikTok и шо и да е, за бенефит на компаниите. После тоа компаниите видоа дека може да ги искористат eyeballs-от, тоест вниманието што го имаат на social од страна на инфлуенсерите за да ги платат. Тоа е некако она го монетизираа вниманието на инфлуенсерите. И сега, и на тоа е граден на Influencers Club, стигаме до некој трет стейдж во овој maturity на social networks, кај што контент креаторите имаат се поише контролата. Тоа значи дека се способни, ако не соработуваат со брендови, да направат своји брендови и да ги победат брендовите што до сега биле. И Influencers Club го градевме баш на таа теза, дека сакаме да работиме со брендови што им помагаат на контент креатори да изградат собствени бизниси и да не бидат само зависни од реклами, тоест од ads, од соработување со брендови. И тоа не донесува некои добри клиенти, така да нашето, мислам, позадината имаме работено со Discord, имаме работено со ByteDance, што е parent компанијата на TikTok, со Amazon. Сега ќе работиме официјално со Snapchat и се е тоа само за да им помогнеме на креатори да креираат собствени бизниси. И низ текот на последниве, ја би кажал, рачунајте ова го почнавме 2016, тек последниве 2 години гледаме креатори на Instagram што имаат по 2000, 5000, 10.000 followers, а на грбот на тоа прават милиони со собствени бизниси. Исто така, може да видите, например, најпознатиот контент креатор што е MrBeast, да има бренд deals,
ама најголемото нешто од кај што му доаѓаат него парите се Feastables, што за прв пат у историјата продава поише од Hershey's, што Hershey's е она брендирана Америка е Hershey's чоколадата, продава поише у Walmart отколку Hershey's. Тоа што значи е дека луѓево имаат вградена дистрибуција, што е општество кое до сега го немаме видено. До сега дистрибуцијата беше умокта на одредени 2-3 телевизии или 2-3 радиостаници, сега е во луѓето кои што креираат контент на одредена тема. Така да, според ова, нашето мислење дека ова не само што светот е сменет одамна, туку ова никој не може да го врати на место кое што било. Така да content creation е дефинитивно тука да остане. И во зборовите на Навал, дека евентуално сите ќе бидат вклучени во креатор економија, сакате или не сакате, дали ќе креирате контент на LinkedIn, на Instagram, на TikTok, на Twitter, на кај било, дека ова е тука да остане и треба да почнете со креање контент сите. Не знам дали е 8-10 минути, peace. Ајде ги графиците за гроутот, а? Ти реков, тука е. Пушти ја сликата од нас. Првата. Втората. И со тоа го представувам Иван. Фала. Никола ви кажуваше зашто сите треба да бидете контент креатори, јас сега се надевам ќе ви кажам како сите може да бидете контент креатори и зошто. Значи, секој од вас може да биде креатор. Зошто и како? Секи ги одговорам овие две работи. Јас стварно верувам дека ова е факт, by the way. Значи, ова преходно од зошто секој може да биде креатор. Ќе почнам од зошо и после ќе ви кажам како дека секој може да биде контент креатор. Океј. Има малце дилеј. Сите може да бидете контент креатори зашто сите што сте овдека и сите што живеат во модерниот свет моментално имате пристап до една супер моќ. Таа супер моќ ви овозможува сите вие да бидете контент креатор. Дали некој сака да погоди која е таа супер моќ? Океј, реторичко прашање. Како? Нов слайд. Бум, интернет. Браво. Да, интернетот е таа супер моќ што ви овозможува сите ви да бидете контент креатор. Зошто тоа е така? Затоа што интернетот е способност која што сите ние имаме инстантно да се конектираме со едно 5,5 милиарди луѓе во светот. Тоа значи дека ако го постирате правиот блог, го направите правото YouTube видео, го направите правиот Instagram Reel или YouTube Short или TikTok клип или Netflix серија, имате потенцијал да стигнете инстантно до милиарда луѓе. И тоа е нешто што не беше возможно пред едно 20 години, за Македонија на 10 години. Зошто е тоа важно, кога доаѓа до тоа дали ќе вие бидете контент креатор или не? Епа, ајде идеме сега во свет кај што немаме интернет. Ова ја го направив, by the way. Ова е едно мало селце, или представува мало селце, изградено со емоджис, каде што главна дејност е рибарење. Да речеме дека има 1000 жители овдека и тука е родена Сара и нема интернет. Во ова градче има едно школо, еден плоштад, главна дејност е, како што реков, рибарење, така Сара не имала можност да се изложи на некои многу интересни други работи од интернетот, но да речеме дека имала поголеми браќа 3, тие браќа, татко им се фокусирал да ги направи рибари, она имала многу време и поминувала многу време со бабај. И полека почнала да навлезе у плетење шалеви со бабај. И со тек на време тоа мало хоби преминало во пасија. И после 10-15 години Сара веќе на отприлика 20 години ќе речеме ќе има. Станува многу добра во правење шалеви и обожава тоа да го прави. Но сега шо? Не сака да биде рибарка. И сака да направи кариера од правење шалеви. Епа без интернет во нејзиното село од 1000 луѓе може ќе продаде 10-20 шале, ама она сака повеќе. Во случајот без интернет, она ќе треба почне да патува. И
дали со авион, дали со кочија, дали не знам што, ќе треба да се рекламира, флаери да става во некој град кој ќе отиде и да закажува настан и да презентира. И да речеме га стварно многу добро тоа што го прави, нели, закажува настани, супер маркетинг, патува на секој ден или во нов град, пак да речеме ќе пополни на оваква соба со 100 луѓе, 200 луѓе. Наспроти, ако има интернет, таа ќе се сними еднаш, тоа цело знаење више 15 години со баба што правила шалеви, ќе презентира онлайн и правата публика не ќе најде по автоматизам. Ќе пишат how to knit a scarf и после година дена YouTube каналот на Сара Скарфс ќе има 1,5 милиони views. За 1,5 милиони views со ова лево, она треба 80 години да помине ако направите некоја математика. 200 луѓе по 2 недели пута 75 години од прилика 1,5 милиони. Заради тоа, сите ние имаме оваа супер моќ да бидеме контент креатори, што сме ја немале пред едно 20 години. Така да одговоривме зошто. Сега како? Најде го вашето плетење. Што е тоа што за Сара било плетењето, а за вас е било што? Појма немам. Тоа е убавината, by the way, на човекот е што секој од нас го има тоа. И за секој од нас е тоа уникатно нешто. Ево го пак Навал, Никола го спомна. Ја и Никола делиме ментори помеѓу други работи. Навал вика, you can escape competition through authenticity when you realize that no one can compete with you on being you. И тоа е многу мокно кога ќе се сконта што значи. Тоа значи дека ако го најдете тоа вашето плетење, тогаш немате конкуренција и само треба да трукате тоа. Тоа исто така значи дека не треба да имитирате, така да немојте да пробате да бидете вториот Мистер Бист, вториот PewDiePie или вториот Лазаров, нема да бидете. Треба бидете првиот вие. Во точки што имам пишано дека, ќе кажав тоа првото, значи не реплицирајте, зашто не може да ги победите во нивната игра. Наместо тоа најдете вашата игра, открите што ве прави уникатни, дефинирајте вашата ниша. Штом ќе го направите тоа, станувате непобедливи. Сум ја. Зошто никој не може да се проварува со мене кога станува збор за подкастот наречен How to Make It for Macedonia. Значи прво, ова се сите работи што ја несвесно ми се случиле во животов и ми направиле да бидам супер подкастер на оваа тема. Значи прво имав пристап до интернет на рана возраст, тоа значи ја конзумирав еден тон контент и отприлика знаев што работи, што не работи. Второ, сум предприемач. Многу од луѓето кои што ја ги викам мојот подкаст се предприемачи и јас можам на нивно ниво да зборувам, не сум лајка, значи кога ќе ми збори за monthly recurring revenue или product market fit или што друго? Рој. Traction. Јас знам што сака да кажа со тоа. Потоа сум во фаза од мојот живот каде што препрашувам се. Имам силни мислења, но лабава ги држам. Искрено сум љубопитен за self-development, бизнис и луѓе и заинтересиран сум за филозофија и човечка психологија. И роден сум, едно небитни работи, роден сум и цел живот живеам овдека. За подкаст што се вика How to Make It for Macedonia, по дефолт, јас автоматски сум покомпетитивен од сите подкастери надвор од Македонија. Значи, да, Джо Роган, Лекс Фридман и така натака имаат поголеми подкасти, имаат појаки гости, но за оваа мала публика у Македонија, јас сум можеби поинтересен бидејќи го имам тоа во Македонија и знам точно уникатно е како е да се успее овдека, затоа што имам уникатни проблеми со корупција, со лимит на можности, мајндсет и така натака, кои што нема го најдете кај Лекс Фридман или Джо Роган. Еве други македонци кои што имаат доста голема интернационална публика, чисто за да ја докажам поише поинта дека е возможно тоа дека може да бидете успешни контент креатори на интернационално ниво. Прво е горе лево Хитчек, он беше на подкаст кај мене, се вика Стефан Нанев. Он е NBA супер фан и таа пасија кон NBA он има направено во кариера, така што почнал да снима видеа, YouTube видеа за NBA, да анализира партиите што ги гледа. И ги аплодирал и сега има милиони прегледи на секој месец. Потоа Теона што не најави Language Blondie се гледа, значи по секој контент што ќе аплодира, таа пасија и љубов кон јазици и затоа 2-3 месеци крена колку има 758,000 фоловери. Имаме Зенфлен Марија кој што беше на мојот подкаст, таа има 1,1 милион фоловерс, живее во Велес, значи тука е и
предава или ги учи луѓе низ целиот свет Advanced English. После Гонев, The Modern Nomad, тој е еден дечко што исто е у Македонија и се го снима својот номадски живот, како готви и живее во природа. Филм Тузијас горе десно се 20 дечки од исто тука од Скопје, имаат огромна љубов кон кино и кон филмови и имаат направено екстремно cool Instagram профил кој што прават вирални едити од филмови и до тоа ниво кај што ги имаат викано јаки фаци у Холивуд да журкаат со нив. Ова доле десно може вие да видите. Што е тоа во кое што ќе бидете најдобри? Сапрашајте се. Значи, повториме. Најди ниша во која што си уникатно добар, искористи го интернетот како потпора да изградиш публика, изгради зеница од својата публика, стани посредник и двигател на зеницата, претвори ги твоите профили на социјал медија во форуми за дискусија на твојата ниша и направи кариера од се. И најбитно, do it. Као не сега аплаузи, чао, пријатно си идеме се враќаме, као направете нешто, снимете, аплаудирајте, направете го. Јас вака почнав. Значи, ова беше кај мене дома, отидов до артист, земав сталаци, пар сталаци, пар микрофони, пар слушалки, пар ринглаги и трајпод со танхоч и на ова снимав. Го викнав братов десно, ова е првата порака што имав кон него, првиот DM од љубовта. И од тогаш претходно не се знаевме, сега сме многу блиски. И тоа е тоа. The rest is history, кој што викаат. Да, ја влегов у стан, видов кауч и камери. Сега може. Ајде. Q&A? После? После. Заборави нешто кај предности што ти ги имаш, другите ги немаат. Заборави нешто кај предности што ти ги имаш, другите ги немаат. Која? Никола. Може? Здраво на сите. Јас сум Александра Маджестик, драго ми е. Веќе имам 10 години во искуство во оваа сфера. Зошто Маджестик ќе видиме понатака, но можам да кажам дека во овие 10 години мојата работа претрпе неколку облици. Првиот облик, односно ова се најпрвите слики со кои јас започнувам така невино да си правам контент заедно со другарка ми Дани. Иначе јас и она мислам сме со медицинска позадина. Две медицинарки заглавени со креативен дух што ќе прават, ќе отворат блог. Дали овие две девојки знаат нешто за градење на блог или за креирање на контент? Не. Но како што кажа Иван, интернетот е тука и самата пасија и волја за да направиме нешто креативно не натера да седнеме и да научиме како сами да изградиме блог на WordPress. И од тука започнува нашата приказна. Значи, блокерата највеќе се водеше на пишаниот збор и фотографија, тогаш тоа беше најзначајно и луѓето обожаваа да читаат блогови. Ние пренесувавме од мода до настани, Fashion Week, некои значајни настани во нашиот живот и така натака. Пропратно секако постиравме на Facebook и на Instagram, но тогаш Facebook и Instagram беа чисто само да споделиш пораката со луѓето кои те следат. Но главната алатка која користевме беше блогот. Во 2016 јас и Дани тука се разделуваме затоа што некако природно патиштата животни ни се разделуваат. Јас повторно градам блог, но јас веќе сум фокусирана максимално на Facebook и на Instagram. Некако контентот се од пишан збор почна се повеќе и повеќе значено да биде фотографијата, колку е добро изработена, како е едитирана. Сигурно сега ако има некој тука што е фатил таа ера,
Многу беше важно целиот фит да ти биде едитиран со истиот пресет и некако сликите сите да ти одговараат. И после во 2016 го отворам мојот блог и се вика Majestic by Alex. Сега ќе ви објаснам зошто уствари јас сум Majestic. Мислам тоа беше малце погрешка. Луѓето така го исперцепира. Мојот блог се викаше Majestic by Alex, ово е вториот. И го крстив затоа што веќе тука бев на факултет и некако бев посвесна за себе, посвесна за mental health, за self-love, за тоа што сакам да правам во животот, дека сакам многу да патувам, да идам на фестивали, да слушам музика. И сакав луѓето кои ќе дојдат на блогот и кои ќе видат мојот контент да се почувствуваат убаво во своја кожа, односно тоа да им биде еден начин како не утеха, ама мотивација дека треба да бидеш тоа што навистина си и да си го слушат својот inner voice. После, иначе луѓето, бидејќи бев подпишана на Instagram Majestic by Alex, почна да ме нарекуваат Majestic. Уствари блогот требаше да се вика Majestic, ама на крај испаднав дека јас сум Majestic и некако така спонтано го прифатив тоа. Како што кажав, фокусот на блогот почнуваше да се намалува, односно се намалуваат читателите, затоа што веќе фокусот одеше кон Instagram, Facebook, добрата фотографија и така натака, и тука се појавија инстаграмџи. Сигурно се сеќавате некој од вас на моментот кога излезе Reborn и сите се надпреварувавме кој ќе биде подобар инстаграмџија. Откако се појави тој мувмент на инстаграмџи, тие личности во град на настани беа повикувани, споделува на Инстаграм. Некако така спонтано се роди тоа движење, иако во светот тоа беше веќе next level, луѓе заработуваат, тоа беше бизнис модел и тоа опасен. Нас ни се јавуваат со дани, иако веќе сме разделени со блогот, ни се јавуваат, не повикуваат да водиме кампања за еден парфем. Сигурно знаете, сте слушнале за Био. Има платформа изградено и сите треба да се пријавуваат со својата приказна зошто они треба да бидат таа девојка. И луѓето се пријавуваат на конкурсот и завршува конкурсот, ние ги бираме девојките и на крај доаѓа дечкото што работи за Био и ни вика, ние бевме као најдобра земја од сите во Европа, имаше најголем број на пријавено девојки и ни го додели нашиот хонорар. И јас буквално стоя вака со неверување, затоа што не ми се веруваше дека екшали можам да заработувам од ова. И не ми се веруваше дека луѓето уствари тоа што го постирам вистински го доживуваат, као се соживуваат со тоа и дека имаше толку многу луѓе пријавено. И сега веќе тука индустријата сваќа дека овие инстаграмџи имаат некое влијание и затоа почнува да ги нарекуваат инфлуенсери. Преска баш ви кажав најања на еден друг настан дека кажав дека мене уопште не ми се свиѓа зборот инфлуенсери, но тоа индустријата некако така ги нарече тие влијателни личности и во периодот кога почнува таа ера на инфлуенсери, одеднаш се појавуваат многу луѓе кои сакаат да го работат тоа и сакаат да креираат контент, сакаат да заработуваат затоа што на некој начин од прва се гледа дека изгледа дека е лесно, но не е така. И тука имаше еден период малце хаотичен, кај што сите пробуваа да бидат инфлуенсери, секаков контент се постираше, но јас секогаш викам дека после секоја бура изгрева сонцето. И јас длабоко верувам дека тој период беше период на моделирање како треба да се однесуваат инфлуенсерите, што треба да прават, нели, дека треба да бидеш малце попрофесионален, дека не е само тоа туку така, дека може да постираш на Инстаграм.
И стигаме сега во ера на контент креатори, каде што покрај инфлуенсерите имаме, како што кажа и они, микроинфлуенсери кои што креираат контент не само за себе, туку и за брендови. Искрено мене ова ми е најомилената ера до сега од целата моја работа. И можам да кажам дека креирам, покрај тоа што креирам за мојот Инстаграм профил, креирам контент за брендови, затоа што веќе сме во ера каде што брендовите не им проаѓа да креираат само флаер, туку им треба органски контент кој го креираат контент креатори. Овие 10 години ми донесоа многу убави моменти, како соработки со некои од брендовите како H&M, Телеком, Кока-кола. Сега да не ги набројувам, ги гледате тука, но навистина едно преубаво патешествие што не знам, уживам во него. Како стигнав до тука? Покрај благодарение на интернетот. Верувам дека сето ова е со автентичност. Ако не сте автентични, ако не си го пронајдете тоа што ви лежи да го правите, како што кажав јас на почетокот со мојот блог, каде што сакам да зборувам за ментално здравје, за self-love, за музика, за фестивали, за искуства. Ако сум се трудела да бидам како некој друг во тоа време, например Кјара Ферањи беше најактуелна, тогаш не верувам дека би се издвоила по тоа што сум денес предпознатлива. Така што автентичноста е еден голем must have во оваа работа, затоа што секогаш мора да си го пронајдете вашиот tone of voice, вашата публика и зашто ве бива вас. Ова е една од моите подраги кампањи. Тука добив еден момент на awareness дека тоа што го правам навистина луѓето го приметуваат. Ова е за бренд Rimmel London, мейкап бренд, каде што ме повика да работам на кампања за cyberbullying, односно anti-hate speech. И тука требаше да се пренесе момент како треба да бидеме слободни во тоа што навистина сме и да се чувствуваме убаво од својата кожа. Друг фактор за да работите оваа работа е конзистентност. Мора константно да бидете тука, мора да ги следите трендовите. Со самото тоа што видовте дека имам почнато од блокера, па после тоа до инстаграмџи, до сега контент креирање. Тоа е тоа што мора константно да ги пазите сите трендови, да бидете во тек и едноставно да учите секојдневно, а тоа е надоградувањето. Морам да кажам тука, многу ми е драго дека јас бев студент негде во 2016 на Академијата за дигитален маркетинг. Тогаш излегов од фармацевски факултет и си реков мора да видам до каде сум, мора да видам дали ова што го работам вистински го знам. Со Академијата на Brainster ми се потврди тоа и некако тоа ми беше пуш за понатака да продолжам. Искрено, покрај тоа што е теорија на академиите, една голема мотивација и многу важно во оваа индустрија секогаш да бидете обкружени со луѓе кои ќе ви се ментори, луѓе кои ќе ве мотивираат и луѓе кои ќе ви бидат инспирација. Сега следно, Ања, мислам дека дупката што ми остана во оваа професија графички дизајн и мислам дека редно време да се запишам на академија. Така да, дечки, тоа се трите фактори кои ќе ги издвојам како поважни за оваа професија. Фала ви. Thank you. Може? 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 Може бит, може да рапувам. Здраво на сите, јас сум Давид Даниловски или некои ме знаат како Young Daddy.
Сега прв пат сум вака у лабораториум, прошли пат од бекстејдж затрчам, рипнав на бина, само ми почнав одма преко глава ми е Сара, ама сега сум тука малце да ве мотивирам и да ви кажам дека има тука многу од музика и дека сите треба да си го следите сонот и главната тема ми е дека секогаш може повеќе и дека треба да искочите од комфорт зоната. Може next. Значи, мислам дека доколку сите сме во комфорт зона, ќе имаме еден свет кој нема прогрес. Мислам дека моментално све што користиме е од луѓе кои се големи револуционери и избегале од комфорт зоната. И мислам дека ние сме тука во едно општество кај што барем јас имам многу такви другари. Ќе седат дома само ќе гледаат серија, нема ништо да прават, ќе зимаат некоја нормална плата и се жалат само дека нема ништо тука. За да има резултат, мислам дека мора сите да искочиме од комфорт зоната, да станеме од кревет и да направиме нешто различно. Next. И за да направиме нешто различно, мислам дека треба да се зграбчат сите шанси. Поготово за оние кои почнуваат нешто. Значи, јас кога почнав музика, имав многу голема љубов да бидам на сцена, буквално све ќе направив да бидам на сцена. И нормално, за да почнеш од негде, мораш да прифатиш се, значи буквално се. Значи, кога извадив првата песна, ме бара да настапувам на школка и настапував на школка, после настапував у Корчагин, па настапував на некои мали сцени, онака скроз искачаш for free, само шириш љубов, позитива. И тие мали настани ми придонесува многу, бидејќи ме видува многу луѓе и тоа понатака допринесе да имам многу поголем успех, да ме викаат, да ме сватат луѓето многу посериозно. Така да сум пеел и на гајби, буквално на гајба сум пеел. Сум соработувал со секакви луѓе и со луѓе што не икам да соработувам. Меѓутоа, нели, се по цена за успехот. И мислам дека сите треба на почеток да ги фатите сите тие шанси, затоа што само така се прогресира и само така ќе дознаете што вистински сакате. И мислам дека највеќе треба да дородите на почеток да грешите, бидејќи највеќе се учи од грешките и понатака ќе стекнете многу поголемо искуство и кога ќе дојде време за големата вода, ќе бидете многу поспремни. Многу битно, поготово за сите млади. Немојте да се подценувате, значи доколку осетите дека има побарувачка за вас, дека сте квалитетни, наплатете си го трудот, бидејќи туку во Македонија мислам дека све е комбинации, компензации. Ако мислите дека сте, пример, не знам, графички дизајнери, дека треба да се докажете, а гледате дека некој сериозно ве бара и тоа е некој што има да плати, некој што заработува, треба и вие да заработувате. Така да ова сакав да ви го кажам на сите, поготово за оние кои више имате почнато да работите и ве бараат, многу е битно тоа да си го наплатите. Next. Ова е можеби најбитното. Немојте да се плашите од хейт, значи јас кога почнав, знаев, бев спремен дека ќе имам многу хейт, поготово дека почнав со можеби еден различен пристап овде у Македонија кон музиката и мислам дека тоа ми беше целта, убаво каже Иван, мислам дека треба да си уникатен и инспирацијата ми беше највеќе од себе. И многу е нормално кога ќе искочиш на сцена, кога ќе извадиш некој спот песна која е различна и не ја виделе тука, дека ќе имаш хейт, поготово во општество тука, знаете, Балканот каков е, доста затворене. Така да немојте да се плашите. Ја првата година кога вадев музика, не знаете колку хейт добив, меѓутоа
после тој хейт доаѓа многу респект, така да не се плашете од хейтот, хейтот е мерило за успехот. Упорноста. Упорноста е, мислам дека ки елемент у работата, мора да сте упорни. Јас кога почнав музика, ја извадив прво пина колада и имав некој мал спајк, као ме слушаа у Скопје, многу летав во облаци, мислев дека ку знае што сум направил. И после тоа извадив 10 песни, 15 песни, не знам колку, после пина колада, буквално ништо не праќаше, значи дури онака ми се смеја. И јас и се смеам сега кога ги гледам песните, меѓутоа сонот секогаш беше тука и цело време бев упорен и цело време се борев и со сите и со сам себе, мора да успеам. И така пројдоа 2 години и мислам дека најголемиот проблем во тие 2 години беше дека цело време бев у комфорт зона, односно моментот кога ми пукна пина колада, бев као леле, јас сум ова сега, јас сум пина колада, јас сум овој човек. И мислам дека тука највеќе сгрешив, бидејќи не си дадов на себе простор за прогрес, но моментот после 2 години имав така доста лични дешавки кои ми се случија и некако природно ми дојде да направам промена. Значи, у еден ден отидов си шишав, ставив менгуши, отидов си истетовирав, онака скрос искочив од себе и правев музика која претходно сум се плашал да ја правам. И мислам дека за урокот 2 месеци тогаш извадив TikTok за Safari. Значи, ја многу мразев TikTok, никогаш не би се снимал на TikTok, бев многу против TikTok. И не знам што се деси. Моментот кога искочив од комфорт зона, почнав да се ставам на TikTok, да се глупирам, да сум тоа што сум, да не се срамам од тоа што сум. И се будам еден ден и гледам дека не знам колку имаше 100.000 views имаше TikTokот, искачам на улица, почињаат да ме бркаат деца онака. И тоа сватив дека уствари треба да го правиш тоа што го осекаш и да искачаш од комфорт зоната, бидејќи стварно има резултат. Така да бидете упорни у се што правите и излезете од комфорт зона. Многу битна работа. Сите треба да имаме брендинг. Мојот брендинг искочи така што многу искосно искочи, бидејќи многу грешев и некако сам ми се намести брендингот после многу грешки, така да не беше по бизнес план, али мислам дека најбитно нешто е што и да правите да имате брендинг, односно да имате приказна позади вас. И за крај само, дали вистински имате нешто да изгубите? Фала. Епа, дечки, време за Q&A. Чекајте микрофон. Не кажа како се вика бабата на Сара. Олгица. Ова се тешките прашања што ги очекува. Тие ги очекуваш, така? Поздрав до сите, супер, многу беше интересно, ретко вака кога седам на настани ме држи внимание, супер бевте сите. Моето прашање, бидејќи се збореше за брендови, за да речеме од бизнес страна, од бизнес секторот, и би сакала да ве прашам, what about civil society или граѓанското општество, како вие би пронеле порака за добро на општеството, кога се работи, например, за соработка на некоја програма за заштита на младите, образование на младите или слично. Еве, баш ова ме интересира да споделите. Во однос нели на брендинг на фирми. Што кога се работи за пораки еве од невладин сектор или пораки кои што се однесуваат за доброто на општеството. Еве, Ја мислам дека тоа е уште полесно.
Искрено мислам дека креирање контент за бренд личен или бренд за компанија е далеку по-тешко да го се проби отколку бренд за невладински или граѓански сектор. Пошто мислам добро, ама кога го правиш добро, кога имаш многу позитивни работи, не промовираш себе си или брендот, значи нема некаква задна, не задна намера, него не пробуваш да се продаеш, туку пробуваш да продадеш некакво општествено добро. Така да не знам, ако прашањето е што со тоа, креирај контент, тоа ќе биде секако одговорот. Само избери го добро каналот и почни да креираш контент. Бум, идеме, друго прашање, одма, ајде, додека сме on fire. Смеме, дечко, за Q&A. Се слуша? Добро, окей. Ме интересираше, пошто нели и LinkedIn е на некој начин контент креирање и поврзано со мојата работа во глобала. Сега ќе се скарате кој разбори. Може двајца. Да. Моментот ми е што нели целта е преку креирање на LinkedIn си го градиме брендот и самите себе, work environment и слично. Но од иста страна верувам дека и сите си имаме сретнато со оној, да не речам биес на LinkedIn, кога луѓе копираат некои работи и постојано само ми излегуваат секој пост со некоја измислена приказна деме како што треба да биде инспиративна, уствари собира само лајкови. Како да бидеме уникатни на оваа мрежа? Колку дали начинот за да се доближиме до некоја публика, раскажување на ваков тип на лични приказни и селфиња, пошто веќе не можам да гледам еден куп селфиња на LinkedIn, почува да личи на Instagram. Или е повеќе да се свртиме на наоѓање решенија на проблемите кои што се реални. Како да ја направиме оваа граница да биде поквалитетна содржината и релевантна на LinkedIn, да не се поврзува со другите социјални мрежи? Ја мислам одговорот тоа што Иван го кажа, без разлика дали е LinkedIn, дали е Instagram, дали е што и да е, тоа е автентичност. Ако ме прашаш, пошто нас голем дел од трекшн на компанија, од бизнисот на компанијата ни доаѓа од присуството на LinkedIn, мое / други луѓе од компанијата. Кога пробувам тоа да го правам за работи што треба, versus работи што сакам, ми иде многу тешко. И баш последниот месец се мачам со тоа, дај да направиме нешто што ќе биде интересно за компанииве да дојдат, versus да кажам што сме правеле со Борис, кога компанијата ни била двајца. Али тука е пак тоа на Иван. Као ја најдов дека дури раскажувањата мои што се никако поврзани, значи мојот LinkedIn контент е главно ништо немавме, стигнавме да се избориме, еве како се бориме, причата и тоа е тоа. Пак доаѓаат луѓето што ги бркаме да бидат клиенти. Така да, at the end of the day, единствениот начин на да имаш конзистентност е да бидеш автентичен. Бум. Ги обедини презентациите. Не, така, да. Значи не мислам дека нема врска социјалната платформа. Мислам тој фреймворк за како бидеш контент креатор, мислам дека е апликативен на било која платформа. LinkedIn е само уникат на публиката, ама мислам дека ако нели градиш нешто, мислам дека е ефективно да споделуваш, она се вика building in public за LinkedIn. Мислам не мора LinkedIn, може било каде, ама да, као сподели твојата приказна, најди експертизата што е пак истото, нели, видиш во тоа што си доволиш, во што сакаш да креираш контент и креирај контент и тоа е тоа. Не, аз се слагам, мислам има многу што сакаат сега да го автоматизираат процесот на креирање контент со GPT, MPT, као буквално е само noise, као copy-paste, here are the 5-10 top things that you can do to do this, као никој не ги чита тие работи, нема engagement, нема value, така? Ја ти кажа дека им враќам на тие со GPT пак. Не. Вика дека што им преш? Коментарите со GPT им враќам со GPT. Коментарите им враќа со GPT, коментарите со GPT. Океј, забегав. Друго прашање? 100 денари ви давам. 200? Не. Крена пред да кажам 100 денари или 200 или 50? Не слушам ништо. Дајте микрофон. Може микрофон? Може прво тука, дури го имам микрофонот, па после да преидеме. Мене ме интересира, веројатно, пошто настанот се вика од креативност до кариера, тука сум, на другата страна, десно. Аха, добро.
од креативната кариера, мене ме интересира како да кариерам малку надвор од границите на Македонија. Верувам не се задоволува да со некој стандард тука. И што кога ќе се постигне тоа? Регионално... Кариера надвор од Македонија рече? Надвор од границите на Надвор од Македонија. границите. Ама во кој аспект, бидејќи ја набројав 5 контент креатори кои што публиката им е во странство, они може кај сакаат да бидат, они може да живеат у Швајцарија, у Дубај, у Македонија, одлучуваат тука да седат. Ја мислам дека тоа е исто интересно нешто се запрашате. Тие луѓе може било каде да се, ама тука се, така да... Не зборам за идење надвор или преселување, меѓутоа еве дади од музика како на не знам, регионални, интернационални сцени, од креирање на содржини, како да биде гледана содржината. Глеј, мислам, освен контент што или содржина што е поврзана географски, например, некој што нели прави травелинг шоу или нешто такво, јас сметам дека се што ти треба за креираш со контент е компјутер и камера и само и од себе си да правиш приказна. Мислам дека не е воопшто географски поврзано што е убавината. А сега ако прашањето ти е дали ова може да е карта за да излезеш надвор државава, мислам дека е погрешното прашање. Мислам дека многу работи може да ти бидат карта да излезеш од државава, вклучувајќи го и ова. Така што ќе ти креира финансиска независност, ама не директно. Океј. Некој друг? Јас мислам дека ако сакаш да излезеш надвор од државата, треба дефинитивно да креираш контент што е на англиски, затоа што со нашиот јазик тоа е само локално, мислам. Така што ако сакаш ова да ти успее и надвор, дефинитивно треба да се фокусираш на креирање на англиски. Ти благодарам, Александра. Па ја не се слагам дека мора на англиски да правиш, ама мислам дека барем за ако сакаш да се шириш на Балкан левел и општо од тој рон, мислам дека можеш да правиш колаборации со некои балкански артисти, контент креатори и слично, така да мислам дека не мора да се прави све на англиски конкретно, туку мислам дека може да се прави колаборација со луѓе од странство. Ти можеш да си влезеш на свој јазик ако мора да пееш или да збориш. Ај ке се скараат, ке го земам ја микрофон. Друго прашање за 300 денари дали го. 100. Уште колку време имаме за Q&A? Имаме, ако имаме уште некое прашање, имаме уште... Имаше таму нешто, само не знаеме за колку цена. Да, имаше... И кога ќе поставите прашање, кажете кон кого е да не се тепаме одека. Ања процент да ми даеш за модерирање. Јас намерно не седна во центар за да не мора да митигирам. Каде имаше прашање? Ајде, може. Здраво. Моето прашање се однесува на соработките кои не сте сакале да се случат, односно дел од вас споделија дека сте имале соработки кои не ви биле баш драги, сте морале да ги прифатите. Дали имате некои совети во таа насока за контент креатори, бидејќи нели некој се на старт, можеби ќе мора да прифатат некакви соработки, меѓутоа дали од вашето искуство сте извлекле нешто што би сакале да го споделите и што мислите дека би било вредно за луѓе што би креирале контент и се на почеток и можеби ќе мора да соработуваат со некои компании, брендови, фирми, индивидуалци што можеби не му се толку драги, меѓутоа за да можат да се пробијат, можеби ќе бидат приморани да имаат такви соработки. Не знам дали ја лично не знам дали би соработувала со некој бренд што не ми е драг. Но пред се мислам дека ако не го користиш продуктот или услугата вистински и не споделиш искуство вистински, тогаш луѓето го приметуваат тоа. Мене ми се има случајно да промовирам продукт кој не е автентичен за мене и тоа луѓето да го препознат и мислам дека тој момент дефинитивно треба да го избегнувате затоа што многу влијае на вашиот понатамошен интегритет, енгејџмент на профилот и така натака. Така што дефинитивно тоа што ќе го промовирате и со тој бренд што ќе соработувате треба
некако барем да се сочувствувате и да се гледате таму. Не. Сега си? Пошто ја го спомнав ова, у мојот дел, доколку сте на сам старт, доколку почнувате и имате единствена тезга која треба да ја прифатите, мислам дека може да се земе од таму само едно искуство и да видите како се одвива тој процес, бидејќи сите на почеток врска немаме како се одвива целиот процес. Значи ти кога те бара некој бренд и ти немаш појма и немаш некој пријател кој може да те насочи, буквално идеш у вода која не ја знаеш и окей, според мене, ета, ако е таа прва соработка и да се прифати, да се земе искуството таму, за понатака да знаете како да се понашате со, да речеме, посериозни брендови. Мислам дека може да одиме со уште едно финално прашање, бидејќи да, од другата страна има... Еве, јас имав прашање за 200. Пак го знам. Ќе се вратиме таму. Прво би сакала да кажам едно благодарам за сите вас овдека, пошто сте гордост на Македонија, сте си издвоиле по нешто и сте уникатни, секоја чест за сите. Гордост ми е да кажам за секој од вас овдека, дека некој од вас ве знам, некој денеска ве запознав. Би сакала да... Леонида иначе, пошто не ме гледаш. Да. Би сакала да прашам нешто, пошто реално, например, инфлуенсерите имаше некој период кога станаа познати и сега реално е доста потешко да се пробиеш на тој пазар, не само инфлуенсери, туку еве и за правење на подкасти или музика. Значи, веќе таа некоја база на луѓе е пополнета и некој, например, јас ако сакам да влезам како инфлуенсер е доста потешко сега, пошто е изграден тој пазар, не можам ја да се рамнам со некој кој што е веќе познат, нели? Што мислите вие, дали има простор за нови луѓе да се пробијат на овој пазар? Не би се согласила дека веќе пазарот е затворен, затоа што Иван имаше гости као Zenfluent и како се викаше довика на почетокот што се јави. Тие се тази инфлуенсери кои што Теона од пред 6 месеци, мислам, или? Да, тоа се многу тази инфлуенсери што веќе сконтале како може да го пробиеш алгоритмот и да креираш контент кој ќе ти отиде вирално. Кој што кажа еднаш Тарантино на едно интервју, ја отфрлам целосно твојата хипотеза. Не, мислам дека е најлесно што икад било да влезе, да станеш контент креатор, ама те сваќам од кај ти доаѓа тоа и јас едно време го мислев тоа за многу работи, ама интернетот на начин на кој што работи, мислам дека имат премногу контент и премногу контент креатори. Пак и несвениот начин на кој што можеш да се диференцираш или на било која сфера во животот е пак преку автентичност и да бидеш самата себе си. Као пак да си го одговориш тоа што те двои и да правиш контент околу тоа. Чисто јас мислам пример, јас пред година дена немав Инстаграм, сега имам на 10,000 followers, мислам не дека е нешто вау, ама едноставно, ете јас сум се пробил да речем, баш така што објавив само еден подкаст и направив профили на социјалните медиуми, а не е ни дека имав некои аспирации јас дека ќе бидам инфлуенцер под наводници, така, туку едноставно само креирав содржина која што резонираше со значителна публика и нели се деси тоа што се деси. Така што мислам дека тоа треба да биде вас фреймворкот кога креирате содржина и треба да си одговорите на прашањето зошто креирате содржина. Значи, ако вие да бркате милиони followers за статус, мислам дека е погрешната причина. Мислам дека треба да креирате содржина за да се поврзете со луѓе што исто мислат како вас пред се, да креирате зенница која што нели сака да бидете дел од таа зенница и понатака нели да растете во таа нишка во која што градите содржината. Значи јас
Јас, например, немав никаква финансиска аспирација или мотивација да го направам подкастот, дури јас загубив пари, ја плаќав едитор фул тајм и моето време на Сокол му го трошев времето. Ама од друга страна, јас го запознав Сокол. Помеѓу други луѓе. Така да тоа е вредноста што ја добив. Значи сега сум многу близок пријател со него. И покрај други луѓе. И не се плашете да побарате менторирање од некој кој што е успешен во таа област, затоа што навистина луѓето што работат во оваа индустрија секогаш се отворени да помогнат, секогаш се отворени да подадат рака и да споделат знаење. Ете како што Сокол му направил на Иван. Фала ти, Сокол. Да, сега пошто ќе завршам многу професионално ако е последното прашање. Пошто кај да си кој да праша? Причината зашто ги викаме контент креатори, не инфлуенсери, е зашто не требаат више нивото на фоловерс што порано требаше. Самото монетизирање работиме со контент креатори што имаат по 5000 фоловерси и заработуваат $100,000 на бековет. Така да се што ти треба е 1000 true fans и тоа е тоа. Така да name of the game moving forward, у наредните 5-6 години, можеби 10 би кажал, е ниш контент на посветена публика. Не ти требаат толку фоловерс колку што има Иван. Фала, многу пријатно. Фала многу, дечки. Ако имате плюс прашања, секако може да ни пишете или да пишете на било кој од гостите. Верувам дека ќе ви одговорат. На Никола најмногу беше возбуден за Q&A сесијата. Може да го најдете на LinkedIn, зашто нема Instagram. Да, секако ви благодарам уште еднаш на сите присутни, на гостите. Фала, дечки, стварно беше мотивирачки. Фала што дојдовте да споделите вашето искуство, знаење и мотивација со нашите гости. Ве поканувам на неформална дружба. Пред да ги погледнете постерите од нашите UX UI дизајн студенти, би им се заблагодарила на спонзорите, ги заборавив минатиот пат, Smart Living за стејдж дизајнот и Red Bull. Исто така, да не се чудите, QR кодот тука е за 10 ваучери обезбедени од нашиот partnerships team и партнерите компании, така што first come, first served. Извинете, утре ќе имаме објава за 10 гости кои што ќе ги добијат овие ваучери. Така да ви благодарам уште еднаш за присуството и се гледаме на неформална дружба после.